Поречието е волшебна убавина која не можете да ја фатите со еден поглед на окото во еден миг. Поречието е волшебна убавина на која што можете да и се восхитувате, која ве освојува без збор и буди желба да му се вратите повторно и повторно. Поречката волшебна убавина, скромноста, питомоста ме наведе повторно да дојдам во поречието, да прошетам низ поречките планински горостаси, карстни предели и речни долини, подблизу не само да се насладувам од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој крај, од флората и фауната, туку и со креативноста на поречаните, поточно речено на поречките хотелиери и угостители во подготовка на разните традиционални производи и специјалитети, на поречката песна и поречките ора, пропратени со екот на тапанот и писокот на гајдата, се со цел сето ова да биде вметнато во светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, поминаа речиси 5-6 години кога прошетав низ поречието, кога така да речам направив документарна репортажа за поречкиот етно-рурален туризам, поточно кажано за резерватот Јасен, поречкото езеро, Беличките извори, поречките средби кои се одржаа во поречкото село Белица. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за моја нова дестинација, за мој нов документарен запис за македонскиот етно-рурален туризам. Мојот пријател, професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, географ, историчар и етнолог, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, ми предложи да направиме документарен запис за Беличката етно-рурална поречка Ривиера, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само од поречкава регија, туку ширум балканскиве и европскиве простори, како дел од светската етно-рурална туристичка мапа, чиј негов предлог воедно се совпадна со мојата долгогодишна идеја да направам аудио-визуелен запис за неколкуте хотелско-угостителски објекти, распослани од извориштето па се до вливот во поречкото езеро Беличка река. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, секогаш кога заминувам по нови документарни записи низ поречкава регија, движејќи се преку патниот правец Скопје, Превој, Кула, Јасен, Поречко езеро, Македонски Брод, или пак Прилеп, Македонски Брод, Поречко езеро, секогаш во очи ми доаѓаше посебно во етно стил обработениот запис ресторан Чиплик, но никако не доаѓаше редот и за овој хотелиерско-туристички објект да направам документарен запис и вам, почитувани мои, да ви го пренесам да остане запаметен во колективната меморија на младите генерации поречани како дел од македонскиот народ, за да не биде покриен од правта на заборавот, затоа што, како што вели народот, некога сакаме ние, туку кога тоа Господ ти го каже. И навистина така и бидна. И овој пат тргнав со мојот стар пријател и сопатник, еден од најпознатите етнолози, историчари, а пред се љубители на селската идила, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, Драгослав Миновски, и заедно се упативме во Беличката поречка Ривиера, во правец на угостителско-мотелскиот објект, воедно национален ресторан Чиплик, каде што Драгослав Миновски попатно ми вереше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш што направивме со документарниве репортажи за руралниот туризам во Република Македонија, посебно за поречкиот?
за да биде трајно поставен на светската етно-рурална туристичка мапа? Дали знаеш како порив побудивме кај мнозина ентузијасти, љубители на поречкава култура, историја, традиционалниот автоптон поречки начин на живење, за промовирање на поречкиот етнотуризам? Зоране, стар пријателе, мислам дека голема добрина ќе направиме за промовирање на величкава етно-рурална поречка ривиера. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше ведро, времето летно, релативно топло, поволно што се вели окото на камерата на снимателот Виктор Костевски да го забележи секој детал на мирната и тивка беличка природа, пред се малиот шепот на реката Беличка. Добро ете што повторно дојдовме овде во Поречиево да направиме уште едно убо ново слико за Беличкава ривиера, да ја надополниме репортажата што ја снимивме овде пред речиси неколку години, кога овде покрај Беличкиве извори се одржаа поречките средби, каде што националниот ресторан Чиплик беше препон со поречани, кои ја надополнуваа поречката рурална идила, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само од поречкава регија, туку да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации поречани како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правта на заборавот, туку ширум балканскиве и европскиве простори, како дел од светската етно-рурална туристичка мапа, ми велеше Драгослав Миновски, додека со мојот поглед го истражував хоризонтот кој ме окружуваше, пред се природното етно катче на националниот ресторан, мотел и рибник Чиплик. Македонија лежи во срцето на Балканот. Република Македонија е ризница на многу истражени, но и на неистражени природни реткости и културно-историски споменици од антиката па се до ден денес. Нејзината територија изобилува со природна убавина, изразена преку бројни планини, котлини, полиња, клисури, пештери, како и извори, реки, водопади, езера и така натаму. Развојот на цивилизациите и интеркултурната комуникација на овие простори оставиле длабоки и неизбрижливи траги за кои денес сведочат културно-историските споменици, етнографските вредности, музеите и галериите, а кои се изразуваат преку разните современи манифестацијски туристички вредности. Неизбришливи се трагите од материјалната и духовната култура низ бурните историски случувања на територијата на Македонија од предисторијата, антиката, римскиот период, средниот и новиот век. Денес Република Македонија изобилува со материјални, духовни, културни вредности кои се манифестираат низ бројни културно-историски споменици, етнографски елементи, амбиентални целини, градски населби, музеи, галерии, спомен збирки, гастрономски и манифестацијски туристички вредности. Почитувани мои, додека мојот снимател Виктор Костевски со окото на неговата камера го регистрираше секој детал од етнокатчето на отворено, така народски да се изразам, затоа што Беличко поречкава етно ривиера природно ги има сите карактеристики на етно регија, која природата му ја подарила, се присетив на моето родно село Рилево, во кое сум роден, каде што ми помина детството, во него пораснав, каде што го стекнав селскиот начин на живење, навиката кога рано уште пред зорите, пред изгрејството ќе се разбудев, сам си лее вода од нашиот бунар, да си ги истријам очите, да си ги измијам образите, кога секое утро ги полнев бакарните џумови, бардината и стомните со вода, ги собирав јајцата од подседелката на кокошките несулки, ги погалував малите мачиња, кучиња, пилиња, со тешката секира се обидував да насебам некоја деланка
Со теслата заколував некој зареѓен искривен клинец во сушницата каде што ги обесувавме низите нанижени со тутун, го носев котлето дома полно со што току измолзено млеко, враткајќи се околу мајка ми гледајќи како го замесува, размесува лебот, собирајќи суви гранчиња за потпалок на црепната, гледајќи како се нагорува црепната, вршникот покриен со жешката пепел, секојдневната работа по полето, пентеречи се по неколкуте цензерови, сливови, јаболкови стебла преполни со род, скришум каснувајќи некоја леблебија, субогрозие, шарено шеќерче, кои моите ги чуваа за да ги почестат гостите, од каде што произлезе љубовта кон селото, љубовта кон кој ги имам стекнато уште како дете. А Илија Пазарот? Да се здрави живи. Дојде понаму. Дојдиме. Ајде, господине. Ебе, овде се наоѓаме во поречието, во селото Белица, во рибникот Чиплик и Чаушот. Овде ги гледам поречки производи природни. Што се денеска на гостите им нудите? Денеска, и не само денеска, редовно нудиме мед квалитет, не само мед, него мед квалитет, шумски мед. Имат кај што се пчелите и даб, и костен, и се друго да не набројувам. Имам мед тегла, мед во сајке, јаболков оцет, од диви јаболка од киселите. Имам капки прополис, имам суров прополис, продам. Имам чаеви природни, од дивоментанани, од маточина, липа. Имам сируп против кашлање од глуварче, имам боров сируп против кашлање, имам капки од див лук или мечки лук. Крајно ке најавате познат као див лук, меѓутоа сега е познат као мечки лук. Некој знае, некој не знаат и така тоа е вистински лек. Имам ракија домашна прополка со прополис правена и тоа е моментално. Сето ова е од поречијата. Сето ова е од поречијето и тоа природно со гаранција 100%. Овдека нема ништо, рекол не. Питамо све диво се народот и така. Угостителско-мотелскиот објект Чиплик воедно представува етно музеј на отворено. Овдека ќе ја почувствувате старата селска чорбачишка архитектура, која ја сочинувале селските дворови, старите куќи, плевни, селски патчиња, сокаци и сокачења, меѓусебното надополнување на старото и новото, кое ќе ве потсети на она што некогаш било, на кое се уште не му изминало времето и на новото кое доправа доаѓа. Овдека пријатно ќе бидете изненадени од испреплетеноста, сплотеноста, но овдека можете да ги пробате вкусовите на поречката препек сливова ракија, поречкото мезе кое се состои од поречко кромиче, лукче, благо и луто пиперче, поречко патлиџанче. Тука се разбира можете да се насладите и од вкусот на поречкото лепче, печено во фурна или црепна, поречките питулици, можете да го вкусите месето извадено со пресол во каче, испечено во фурна на разгорена жар со даб лагун,
величката пастрмка подготвена на плотна, со гарнир од поречко кумпирче, сето тоа залеано со црвено вино од сортата станушина, а сето ова подкрепено со македонска серенада. Сега што ќе подготвуваме? Омлет со сланина. Како води поставката и рецептата, така речено? Кај нас овде прво сланинчето го подпрашуваме, потоа ги ставаме јајцата врз него, го преклопуваме и готове. Инаку би додал дека се ова што е подготвено, посебно за омлетот и јајцата, се од поречијата, Да, од нашите домашки производи. домашни, така речено, од оние по селата, од гнездото на кокошката, кој ќе го стеси јајцето. Така. И колку време му треба ова да се следи? 6-7 минути. Се разбира кога се прави омлетот, Да. потребно и готвачот да има посебна специјалност, да. Отприлика по колку минути ќе биде ова се спремно за гостинот што ги го Омлетчето порача? уште 3 минути ќе биде готово. Тешко е ли да се биде кувар? Не, само треба да сакаш да бидеш кувар. Што вика старите, се е господо провидение. Да. Кога се сака работата, никогаш не е тешко. Така е, така е. Кога готвачите ги прашат гостите или за рецетите, тешко ова и се кажува. Меѓутоа, за мекиците, како оди да се подготви една мекица? Една мекица да се подготви потребна браша, вода, сол, шеќер, квасец. Меѓутоа многумина велат она брашно кој што е произведено од пченицата, одека поречка пченица, така речено, домародна. Поречката пченицата нормално. Така, инаку сомелена во, што се вели, во поречките воденици, кои што и денеска многу ретко може да се види. Само уште една воденица тука што функционира во село. Како се вика воденичарот? Не го знам баш името. Так. Меѓутоа, редовно ве става тоа. Функционира, да, работи таму. Сега, од кога, колку да речеме сака брашно, колку овоќе го од кој ќе се замеси тестото, колку треба време да обстои малце да Зависно и од топлината, меѓутоа околу 40 минути треба да стои да се крене тестото да нарасне и после може да ги пржи. Так. Како оди тоа осветот, колку треба тесто да во раката и овој да се или Зависно од тоа колку сакаш да се големи, ако треба да е поголема, повеќе тесто ќе се земеш. или јас видов дека се е навика. Да. На поречки ова петулици се. Питулици, така е. Така. Кога бабите ќе ни направеа питулици, Најубавото нешто. Така, прси да излежиш. И со шеќер чавак. Така. Имаме едно прашање. Порано бабите наши ни правеа по поречки кажано питулици, Така. диганици, што се вика. Меѓутоа од гостиве нешто денеска дознав, нешто слави овој ресторан. Што тоа? Ние се славиме принова. Годината ни се ождреби, си имаме ждребенце. Нека здраво и живо. Поради тоа си правиме мекици, така ни е обичај, пошто имаме многу животинки, секогаш кога ни се раѓа нешто ново, ние си правиме мекици. Кога? А редовно се ги правиме и за гостите наши, за доручеци или кој сака да си проба мекици, да си наради. Сега вака едно би рекол, мекиците кога
значи се прават кога ќе се роди детенце во фамилијата. Рекоте дека имате кобилата ожлеби машко или женско? Машко е, машко. Народот вели дека нема да се мажи, туку ќе нема да така да се нашаги. Знаете што? Убав е животот, и со живота, и со луѓе. Така. И отприлike за колку време крапот и патронкава ќе биде готови? 20 минути. За 20 минути. Постои ли некој од себе начин на осет кога рибата е готова? Господо, како ќе осети? Крачката, вода, боја. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во Беличкава етно ривиера, посебно во националниот ресторант Чиплик, да направам документарна репортажа. Почитувани мои, не ми се напушташе Беличката ривиера, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите поречки села и за нив да направам документарен запис со едно ветување дека повторно ќе наминам во Беличкава етно ривиера, само Господ живот и здравје на сите нам да ни дава.